civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Значи, кога зборуваме за национализмот, всушност некогаш се стекнува впечаток дека станува збор за нешто многу негативно, дека станува збор за нешто што секогаш има негативен презнак и слично, меѓутоа јас не мислам така. Национализмот дефинитивно и чувството кон нацијата, сакањето на нацијата, припаѓањето кон одредена нација е нешто многу нормално и може да биде и многу позитивно. Меѓутоа, во оној момент кога тој аспект, таа определба ќе почне да обојува се. Во моментот кога ќе ги покрие со иста боја сите останати аспекти на живеењето на индивидуата, тогаш доаѓаме до оној вистинскиот проблем. Всушност, кај нас во Македонија токму тој елемент е она кое што тој начин на разбирање на односот кон нацијата е она што ни се случи, а тоа е губењето на индивидуата. Значи, наместо да се развива од осамостојувањето на Македонија па наваму, чувството на индивидуалност, постоењето на индивидуите кои што на различен начин комуницираат меѓу себе, кои што имаат различни односи, кои што се на различен начин перцепирани во заедницата, ние го задржавме на еден многу интересен, многу чуден и многу специфичен начин пристапот на колективитети. Значи, наместо да го развиваме граѓанското општество, како што е дефинирано во нашиот устав, како што се обидуваме да го дефинираме во законите и слично, каде што во центарот на нештата се наоѓа граѓанинот како индивидуа, како носител на своите права, како носител на одредени потреби, интереси, желби и слично, се уште се задржаа во се она што представува политичко и правно милје колективитетите. Тој приод, тој начин на третман на односот меѓу индивидуата и нацијата, кој што е поклопен од страна на поделбата на заедницата на колективитети, го создава проблемот на негативниот предзнак на национализмот. Што се случи кога беше потпишан, кога беше прогласен Охридскиот рамковен договор? Всушност, во преамбулата на овој договор и во првите членови на договорот многу јасно, декларативно се означува дека е тоа договор кој што има намера да придонесе во изградбата на граѓанското општество, во изградбата на општеството како збир од индивидуи кои што ќе можат да живеат во една демократска и правна држава. Меѓутоа, тоа е содржано само во првите 2-3 члена. Понатаму веќе секој од членовите на некаков начин го оспорува, се спротиставува на ова декларирано граѓанско во самиот договор. Имено во сите останати членови понатаму веќе не се зборува за индивидуата, не се зборува за индивидуалните права, не се зборува за односот на индивидуата со заедницата, туку се зборува за колективитетите, за правата на колективитетите, за формирањето на колективитетите и за права кои што произлегуваат и се поврзани единствено со колективитетите. И, да речеме, се зборува за посебен облик на територијална поделба, која што ќе овозможи не подобро или посуштинско остварување на индивидуалните права, туку ќе овозможи остварување на колективните права. Се зборува за бројки, се зборува за проценти кои што се потребни за да може еден колективитет да ги оствари своите права во рамките на заедницата. Сето ова на некаков начин го деформира
и видувањето, односот меѓу индивидуата и заедницата, тоест нацијата, и наместо да имаме однос на индивидуата со нацијата, како еден од многуте различни односи кои што би се изградиле во државата, ние добиваме всушност однос на колективитетите кон нацијата, односно индивидуата не може да биде препознаена како индивидуа доколку не припаѓа на одреден колективитет. И во тој момент почнува да се поставува прашањето на својатање на нацијата, на кој колективитет всушност и припаѓа доминантно нацијата. Штом ќе се поврзи односот меѓу човекот и нацијата како однос меѓу колективитетот и нацијата, доаѓа до моментот на поделбата на тие и ние и наша или ваша нација, односно колку е наша нацијата, колку е ваша нацијата. И тука почнува тоа негативно димензионирање на односот со нацијата, односно развојот на еден негативен национализам кој што се базира на етничката припадност, односно на колективната и на групната припадност. Сето тоа понатаму се развива на еден многу специфичен начин во севкупна поделба на општеството по линијата на етницитетот, односно на групите. И на тој начин се што постои во општеството мора да го добие прво групниот предзнак пред да биде препознаено како дел од нешто што представува структурирање на индивидуите. Значи, партиите не се веќе партии во кои што се здружуваат индивидуите за да можат да остварат одредени права, одредени потреби, интереси и слично, туку се тоа здружувања кои што имаат карактеристика на еден од етничките колективитети и ти како индивидуа можеш да се приклониш кон една од тие партии која што соодветствува не со твоите идеолошки размислувања, не со твоите потреби, интереси и слично, туку соодветствува со твојата претходно определена етничка припадност, односно припадност кон одреден колективитет. И тоа не се задржува само на партиите, туку продолжува на невладините организации, на било кој облик на здружување на граѓаните, на синдикатите, значи на сите односи се става печатот на колективитетот. И во одреден момент, посебно политичките партии, многу лукаво почнуваат да го користат тој елемент кој што произлегува и од она што представува заостаток од нашето поранешно општество и од она што представува рамковен договор и почнуваат да ги градат шанковите или уште поарно зидовите на поделбата, меѓутоа и успеваат да ги манипулираат граѓаните во секој од политичките односи. И национализмот како елемент на она што представува искористување на негативниот предзнак на овој однос станува дел од политичката борба. Станува дел од она што представува порака која што се праќа од страна на политичките партии до граѓаните, меѓутоа и начин на нова и нова, одново и одново мобилизација на граѓаните околу едно колективно ткиво, односно ткиво на етницитетот. И може да се види дека секогаш, во секој момент, кога граѓаните ќе покажат некој облик на друг начин на структурирање кое што се поврзува со нивните заеднички потреби и интереси, кои што дефинитивно немаат врска ниту со етницитетот, ниту со посебниот колективитет кон кој што се присилени да припаѓаат, ниту со потесната заедница. Во тој момент
една, две, три, сите политички партии почнуваат да ја ставаат на маса картата на национализмот, односно на својатањето на нацијата и на тоа кој повеќе дал во нацијата, кој повеќе придонел за нацијата и кој повеќе подобро котира во рамките на она што представува колективно котирање во нацијата. Целото правно милје кое што на еден од формално правен аспект е граѓански ориентирано, значи се обидува граѓанинот да го посочи барем декларативно како основа на правните норми и на легалното уредување на односите, паѓа во вода со сите оние одредби кои што спротивно на овој начин на третирање го форсираат колективитетот, било преку условно кажано употреба на термините на правична застапеност, било преку процентуалната застапеност, било преку поврзување на правата со бројот, со процентот кој што одредена група го има во заедницата. И кога дури ни со тоа нема да се успее, во тој момент веќе почнува да се оди наназад во историјата со вадење на историските елементи кои што би можеле уште повеќе да ја зацврстат таа подоба на колективитетите.